Со нови подземни сообраќајници и кружни текови, градските власти планираат конечно да го намалат сообраќајниот хаос во Скопје. Наскоро треба да започне и тендерската постапка за изградба на БТР системот, еден од клучните проекти за модернизација на јавниот превоз. Од наредната година се очекува и пристигнувањето на новите автобуси, што ќе значи голем чекор напред во решавањето на долгогодишните проблеми со превозот во метрополата. Во делот на екологијата загадувањето ќе се намалува со нови субвенции за инвертри, а се проширува и мрежата за топлификација во деловите од градот кои се уште не се приклучени. Градоначалникот на Скопје Орце Ѓоргиевски ги собра градоначалниците од Скопскиот регион на првата координативна средба, настан кој се нема случајно цели 3 години. Полека, но сигурно ги решаваме состојбите. Отпочнавме и процес на тендерски постапки за многу од проектите кои што беа ветени во мојата предизборна програма, а ќе значат решавање и на сообраќајниот хаос, но и побезбеден град, како што е Лимак проектот, како што се кружниот тек во Ѓорче Петров. Субвенции ќе насочиме сериозни, особено во делот на загревање на домаќинствата за наредната година. Тоа ќе треба да го направат и општините, веќе го прават најголем дел од општините во градот Скопје. Проширување веќе имавме со топлификација неколку состаноци на мрежата за загревање. Ние имаме централни градски подрачја кои што не се покриени со мрежа на топлификација. Проблемите со ѓубрето, како што вели градоначалникот, веќе се минато. Наскоро ќе бидат набавени уште 20 нови камиони за чистење на улиците, а ќе се инсталираат и камери поврзани со Safe City системот со кои ќе се санкционираат несовесните граѓани што составаат мини депонии. Првите казни за фрлање отпад по 22 часот веќе се изречени. Во главниот град има диви депонии, веќе се работи, на дел од нив веќе се чистија депониите, особено на оние микролокации по општините каде што помогнаа сите колеги градоначалници. Ѓоргиевски за најмладите го вети и Луна паркот кој во 2027 година треба да биде готов. Новогодишното украсување на градот годинава ќе почне малку подоцна поради изборите. Во тек е постапката за украсување која ќе трае уште неколку дена. Во подготовките ќе се вклучат сите градоначалници, а Ѓоргиевски најави собир на градскиот плоштад со неколку дневна забава за најмладите. За дочекот ќе настапат Каролина Гочева, Тамара Тодевска и уште неколку изведувачи без никаква финансиска импликација за градот и соработка со видеолотарија. Ѓоргиевски ја поздрави идејата да се врати старата мерка за избор на најубаво уреден двор и најубава куќа, како дополнителен поттик за разубавување на градот и неговата празнична атмосфера.